бидејќи низ нашиот 30 годишен од ние имаме и големи достигнувања постигнати од сите генерации на пратеници, министри, институции на државата. И меѓу тие најголеми достигнувања е равноправноста на јазиците во Република Северна Македонија, поконкретно и на албанскиот јазик. Јас се обидувам како почит на ово големо достигнување да ви се обраќам и на македонски и на албански јазик со едно извинување дека може би говорот ќе трае нешто повеќе него да беше на само еден јазик, но со проценка на една голема општествена вредност во нашата држава. Ова година граѓаните на Република Македонија, односно Република Северна Македонија, како што е воспоставено сега со новите уставни промени, имале прилика да се подсетат на 30 годишнината на големите настани во државата, тоа како е воспоставувањето на многопартискиот систем, после создавањето на едно демократско општество и како круна на сите овие достигнувања прогласувањето на независност на државата. Се разбира дека овие настани кои настана во нашата држава беа како резултат на трансформација на Сојуз на комунистите и тука лежи нашиот голем придонес. Иако во државите на Источна Европа овој процес се развиваше преку синдикални протести организирани од страна на големиот синдикалист Лев Валенса, потоа нобелистот и голем интелектуалец, државник Вацлав Хавел и другите збиднувања кои беа во Романија, Унгарија и сите други источни земји. Меѓутоа, кто жвилиме политикејќи убон на Македонија, на Република Македонија се верију дјатуре 30 витеве, ишинсење резултат и дришимеве демократикејќи убон на вендете Европа слиндоре, дуку нисур га протестат синдикалистите њор поляк Лев Валенса, пастај га протестат студенторе организуван га нобелисти Бурштети, Мав, интелектуали Вацлав Хавел, пордереса на Македонија не зјоден ругне трансформимит лидес комунистите Македонија, паси ќе жвилимите тила се чишен штетат Европа слиндоре, нук ишен презенте кту. Успешната организација на првите демократски многупартиски избори во 90-та година, како и конституирањето на првиот многупартиски систем на парламент на 8 јануари 2021 година, покажа дека граѓаните на ово мултиетничко и мултикултурно општество храбро чекорат напред следејќи ги настаните во Источна Европа.
Krijimi i sistemit demokratik e pluralist në Maqedoni nuk do të kishte kuptimin e tij të vërtet pa shpalljen e deklaratës për pavarësinë e shtetit, sjelljen e kushtetutës së vendit, për cilën në mënyrë aktive grupi parlamentar i PPD-s dhe PDP-s morën pjesë gjatë diskutimeve dhe hartimit, por në fund për fat keq pati dhe rezerve të saja për disa nene që cënonin motën e veprimtarisë tonë politike të barabartë mes të barabartëve. Фактот дека денес ние ја истакнуваме успешната работа на нашите универзитети на македонски и албански јазик, но и на други јазици кои се зборуваат во земјата, како и фактот дека денеска од ова говорница ви се обраќам на албански јазик, на почетокот на работата на првиот парламент беше незамисливо и непосакувано, покажува големите капацитети на демокрацијот развој на нашето општество и на нашата држава. Одењето напред во евроинтеграцијските процеси, членството во најакиот Евроатлантски сојуз НАТО, отклонувањето на непотребните недоразбирања со соседите, отклонувањето на непотребните недоразбирања во етничките процеси, Оридскиот договор подпишан 2001 година, Преспанскиот договор подпишан на 17 јуни 2017, за која вие, господин премиере, како и вашиот омолог, грчки омолог Алексис Ципрас, дадовте голем придонес и зашто и обидите да го решиме неразбирливиот спор со соседна Бугарија, зборуваат за европска перспектива на Република Северна Македонија. Në këtë rast, më lejoni të theksoj se të gjitha tota arritura janë rezultat i kapacitetit demokratik të përbërjes së parë parlamentare dhe përbërjeve tjera në vijim, sepse punuam në kushte dhe rrethana shumë të vështira vendore regionale që i vuri themelet e këtij shteti, përbërjeve tjera parlamentare, qeverive tjera në vijim e kështu me radhë. Dhe mbi të gjitha, kontribut edhe i gjithë qytetarëve të Republikës së Maqedonisë së Veriut. Ova prilika dozvolete mi da istaknem дека сите овие достигнувања се резултат на демокрацијот капацитет на првиот парламентарен состав, затоа што работевме во многу тешки услови, локални и регионални, и имавме чест и гордост да ги воспоставиме темелите на ова држава и да ја развиеме државата заедно со другите парламентарни состави кои следеа по тоа, заедно со другите влади и посебно заедно со големиот придонес на граѓаните на нашата држава. Заблагодарувајќи се на покажаното внимание за дадениот придонес на пратениците од првото многопартиско собрание во создавањето на независна и демократска Република Северна Македонија, дозволете ми, господин премиере, во име на сите нас и на другите генерации да ви се кои придонесоа за независноста на државата, за нејзиниот економски, социјален, културен раст и меѓународна афирмација,
меѓу кои беа пратениците, министрите, невладините организации, новинарите, медиумските куќи и пред се сите граѓани, да ви се заблагодарам. Благодарам.